Овде се работи на уредување на туристичкиот локалитет Габровски водопади. Со ова уредување се надеваме дека ќе привлечеме повеќе туристи како од Македонија, така и од странство. А при тоа се надеваме дека ќе придонесеме за развојот на селскиот туризам. Во ова уредување на овој локалитет спаѓа проширување на паркинг просторот, поставување уште еден летниковец, уредување на пристапот до самиот водопад, поставување на бина за одржување на културно-забавни манифестации. Целиот дел пред водопадот ќе биде поплочен со камен, ќе се постават клупи, канди, ќе биде уредено хортикултурно и исто така ќе предвидуваме реновирање на веќе постоечките елементи. Со ова уредување се надеваме дека ќе ја зголемиме посетеноста како за домашни туристи, така и за странски туристи. А при тоа се надеваме дека ќе придонесеме за развојот на селскиот туризам. Проектот за уредување на туристичкиот локалитет се аплицираше преку Југоисточниот плански регион и целокупниот проект е во висина од околу 2 милиона денари. Поради потребата од уредување на овој туристички локалитет, Советот на општина Струмица донесе одлука за уредување на првиот водопад од повеќето габровски водопади, кои се од големо значење за развојот на селскиот туризам на оваа населено место. Често пати зборуваме за тоа што е направено, треба и да се чува. Се е убаво, мораме да вработиме човек тука да се одржува, бидејќи се вложуваат големи средства за тоа што е направено и што се прави. Ние сме благодарни, сакаме да продолжи понатамо, тримпатеката е скоро готова, тука плацот, ширината. Како се гради у Габрово? Ние сме презадоволни од тоа што се граде и мислам тука нема да се застане. Ке се продолжи понатака. У плано е се да се врзе патот што не е уште асфалтиран, со паркинго и тоа дава уште поголема гледка на Габрово да го посетуваат многу туристи. Само што напоминава претходниот говорник, треба свесно да се чува и да остане трајно.